Ученици, добре дојдовте во видеото на Училница по предметот Природни науки. Наменето за учениците од второ оделение, наставна единица Животните и растенијата од целиот свет. Што ќе научите од ова видео? Од ова видео ќе научите како животната средина влијае на животните и растенијата. Исто така ќе се запознаете со различни животни средини во кои се приспособиле различни животни и растенија. Да се подсетиме што научивме минатиот час по природни науки. Минатиот час научивме дека животните и растенијата имаат своји живеалишта, а тоа беа места каде што тие живеат. Живеалиштата се наоѓаат во определена животна средина. Животната средина е опкружувањето во кое живеат растенијата и животните. Па животната средина може да биде водена средина, но може да биде и копнена средина. Кога велиме опкружување, мислиме пред се на временските услови кои што постојат во тоа опкружување, постоењето на почвата, а секако и другите животни и растенија кои живеат во таа животна средина. Ако ја разгледаме планетата Земја, ќе видиме дека постојат копнени и водени површини. Површините кои се на средината од Земјата се најтопли, а површините кои се на половите на Земјата се најстудени. Па затоа ќе кажеме дека планетата нуди различни животни средини на кои се приспособиле животните и растенијата. Животните и растенијата се приспособиле на различни услови за живот. Некои живеат на топли, некои на ладни места. Некои им се потребни влажни, а други пак не им пречи сушата. Некои одлично се снаоѓаат во темница, а други пак не можат да преживеат без светлина. Да се прошетаме по светот. Животните кои живеат во шумата се прилагодиле да живеат во тие услови. Ја јадат храната која таму ја има, односно некои се хранат со растенија кои таму живеат, други пак ги ловат помалите животни со кои ја делат животната средина. Животните кои живеат на северниот пол, каде што е многу ладно, се приспособиле да живеат на тие услови. Имаат дебело крзно или дебело сало, кој му возможува да живеат во студена средина. Тие се хранат со риби, затоа што таму во многу краток период има растенија или воопшто ги нема. Во пустината живеат животни и растенија на кои не им пречат високите температури и се прилагодиле на тој начин, така што ја чуваат и штедат водата која има во многу краток временски период. Во џунглата живеат голем број животни и растенија. Таму има многу топлина, многу влага, многу растенија и плодови, па затоа има и многу животни. Постои борба за опстанок. Ситните растенија се прилагодиле да растат без светлина, затоа што живеат во сенката на големите растенија. Малите животни научиле како да се кријат за да не станат плен на големите грабливци. Слоновите, жирафите, зебрата живеат во предели богати со трева, која им е потребна како храна. Но сочна трева нема во текот на целата година, затоа и тие се прилагодиле за да можат да наоѓаат храна и вода. Таму живеат и големите грабливци, лавовите, тигрите, кои што со леснотија можат да ги ловат тревопасните животни. Водените животни пак се прилагодиле да живеат во водена средина. Рибите, за да може да се движат во водата, им се развиле перки и дишат преку жабри. Раковите се кријат во морските треви за да уловат храна. Морската трева пак е растение на кое му е потребна вода за да биде живо. Таквите морски треви би се исушиле надвор од водата. Сите се приспособиле да живеат во оваа водена средина. Ке заклучиме. Животните и растенијата се приспособиле да живеат во една животна средина, односно се приспособиле на условите кои ги има во таа средина. Ајде на оваа фотографија да го најдеме на трапникот. Разгледајте внимателно. Ке речете дека тоа е лавот. Точно, го откривте на трапникот. Лавот нема жабри со кои би можел да дише во водена средина и нема перки за да може да плива. Затоа местото не му е овде. На следната фотографија, ајде овде да се обидеме да го најдеме на трапникот.
Погодивте, тоа е ова листопадно дрво. На листопадното дрво му е потребно многу вода за да расте, а вода нема во пустината, па затоа дрвото не живее во оваа животна средина. Да го најдеме и на оваа фотографија на трапникот. Ја забележавте, жабата. На северниот пол е многу студено, а жабата нема да преживее бидејќи нема сало и крзно за да ја топли, а може да биде и лесен плен за грабливците поради незината воочлива зелена боја. Одлично сработено. На крајот ќе заклучиме. Сите животни растенија се приспособени да живеат во определена животна средина, во услови кои им овозможуваат живот. Ви благодарам на вниманието.